Беше тоа на 30 септември 1903 година, кога во Виена и Мирштаг почнал состанокот помеѓу рускиот цар Николај II и австро-унгарскиот цар Франц Јосеф и нивните министри за надворешни работи, на која е изработена програма за реформи во Македонија, позната како Мирсташка реформска програма, донесена на 2 октомври 1903. Со овие реформи, иако битно не се изменила состојбата во Македонија, сепак се дал придонес во актуализирањето на македонското прашање во меѓународните односи и на меѓународна сцена. Беше тоа на 30 септември 1949 кога главниот штаб на Демократската армија во селото Граждано дал наредба на сите партизани, македонци, грци, власи и други баталјони и бригади да се повлечат во Албанија, Бугарија и официјално ја прекина Втората граѓанска војна во Грција. Повлекувањето завршило на 7 октомври. Беше тоа на 30 септември 1998 година, кога во Скопје почна со работа Македонската информативна агенција МИА, официјален јавен информативен сервис на Република Македонија. Беше тоа на 30 септември 2005 година, кога издавачот МПМ за првпат ја издаде Енциклопедија Британика, преведена на македонски јазик. Беше тоа на 30 септември 2018 година, кога се одржа референдумот за промена на името на Македонија. На 30 септември 1869 е роден Владимир Бојаджиев, македонски револуционер, учесник во македонското револуционерно движење, член на револуционерната организација. Во предвечерието на Илинденското востание, тој бил назначен за директор на Охридските училишта и избран за раководител на револуционерен комитет. На 30 септември 1927 во Прилеп е роден Димитар Кондовски, сликар, сценограф, дизајнер, дописен член на Македонската академија на науките и уметностите, професор на Факултетот за ликовни уметности во Скопје, по илустрација, графика, а пишувал и ликовна критика. Димитар Кондовски е автор на монументален сликарски објект во железарницата во Скопје во 1967 година. Награден е на 8-то Средоземно биенале во 1963 на Триеналето во Белград, како и со Октомвриска награда за сликарство во 1964 Починал на 10 август 1993 година во Скопје. На 30 септември 1943 во Охрид е роден Григор Копров, еден од најпознатите македонски композитори на популарна музика. Работел со многу пејачки звезди, како Маја Џаклиевска, Тоше Проески, Владо Јаневски, Маријан Стојановски, Мартин Вучиќ, Каролина Гочева, Андријана Јаневска и други. Во 1997 Копров ја компонираше песната "Не зори зоро", со која Владо Јаневски за првпат ја представи Македонија на Евровизија во 1998 Најпознат е по неговата соработка со Тоше Проески. Копров му ги компонирал некои од неговите почетни мегахитови, како "Сонце во твоите руси коси", "Усни на усни", "Немир" и други. На 30 септември 1972 година е роден Никола Димитров, македонски дипломат, поранешен министер за надворешни работи. Во минатото работел како заменик министер за надворешни работи и амбасадор на Македонија во Соединетите Американски држави и Холандија. Во 2014 одбил амбасадорско место во Русија и кариерата ја продолжил на Хашкиот институт за глобална правда. На 30 септември 1902 година загина Ангел Винички, револуционер и организатор на тајни канали за снабдување со оружје на револуционерната организација. Во еден разговор со Гоце Делчев тој му рекол: "Не се плашам од душмански куршум, туку се плашам од предавство."
i tokmu od predastvo i zaginal, kaj селото Драгобриште на споменатиот датум. На 30. септември 1997 година почина Анче Джамбазова, македонска театарска и филмска глумица, најпозната по улогите во Мирно лето и македонските народни приказни. Анче Джамбазова е ќерка на глумецот Петре Парличко, сопруга на композиторот Александар Джамбазов и мајка на Игор Джамбазов. Триесети септември се одбележува како Светски ден на глувите лица. 30 септември е и Светски ден на книжевните преведувачи.